Поштувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва сме на позиција која укажува дека имаме гости. Ако паметите дека пред некоја вечер имавме едно интересно јавување од еден наш гледач кој зачна неколку интересни теми. Имено, ја со години ги слушам маките и јадовите и сите оние страдања кои нашиот народ ги има по судските лавиринти и овој човек Атанас Георгиевски се јави и зборуваше на таа тема, но и зборуваше за некоја иницијатива. Секако, за мене доволен повод да го поканам во студио. Вечерва тој е тука со нас. Господине Георгиевски, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Ја ви благодарам што дојдовте. Мене ми е од огромна корист тоа што се јавивте и што го кажавте, па да видиме дали можеме уште нешто да разбереме во целава работа. Но бидејќи прв пат се сретнуваме во живот, зборевме за правни лабиринти, за правни проблеми. Кажете ми, што сте вие професија и како дојдовте вие да се ангажирате за се во ова, па ќе идеме подетално и за страната и за иницијативата. Јас сум економски техничар. Имав судски спор од 1997 година, кој што се уште го водам. И верував во судот, верував во правниците. Но со секот на времето, судот и правниците ме натера да седнам да гучам правото. Затоа што они тоа што го прават и сега што се случува на овој македонски народ, тоа е апсурдно нешто недопуштиво. И така кога ме натеравише да го учам правото, јас видов многу работи што едноставно сметат во нашата Македонија. Искочив надвор да ја барам правдата. Мислев дека сум само ја. Искочи дека не сум само ја. Него искочи цела Македонија дека страда од законот и од законските нормативи. Страда од судиите, страда од адвокатите. И после тоа ние се собравме, како граѓани, дајте да се организираме како здружение за праведно судење и применување на законот. Меѓу нашите членови има правници, соработуваме со сите, особено кога ќе слушнат од, можам слободно да кажам, и на некои места, каде што биле и уставни суди, што нашиот предлог го одобруваат и оберучки го прифаќаат, но едноставно немаат сила да го применат. Вака да малце се навратиме, значи, сте имале тешка мака, вие во суштина сте паталец и заради тоа сте биле принудени на една ваква борба да навлезете во материјата на правото. Така? Така. Кажете ми следново, дали го детектиравте проблемот во законот или во примената на законот? Каде по вас е, пак идеме, нели, низ текот на емисијата во детали. Значи, каде е проблемот? Во законот, во законските нормативи и акти или како се применуваат и тумачат истите? Каде е во суштина проблемот по вас? Проблемот е и на двете места. Интересно. Што, примерно, донесени се некои закони, некои членови, што едноставно се недопустиви во законот. И тоа е една работа. Друга работа, тоа е така направено, законот е така направен, двосмислено, да не можеш никогаш да се снајдеш. И за еден обичен граѓанин, едноставно се губи низ правниот лабиринт. Зашто? Затоа што они доваѓаат, викаат, да, по овој закон, не по тој закон, ние се судиме по овој закон. И тоа, тука едноставно граѓаните ќе се збунат. Адвокатите што се како адвокати, кај што се сигурни дека ќе го добијат предметот, го губат. Значи, тука е проблем и со судиите. А зашто е проблем со судиите? Затоа што тоа им го дозволува законот. Ние не сме знаеле и граѓаните не знаат, можеби, или не прочитале. Ali во членот 11
од Законот за судовите. Тоа е многу фино гласи. Вика, судијата донесува непрестанно значи пресуда со заклучок дека со примена на законот врз основа на слободна оцена на доказите. Тоа е многу широк појм. Тоа значи дека му се дава... Кој колку даде. Да, судијата ако одлучи така, значи има дискреционо право да пресуди како сака, Тачно. а не да ги образложи фактите и доказите и врз нивна основа. Тачно така. Во западниот правен систем, овие сиви зони на недоречености обично се повикуваат на преседани. Бидејќи нема закон кој ги покрива сите. Секој закон има некој ново исклучок и така наречениот преседан кој ќе се пресуди у дадена ситуација, судијата обично се смета дека е тоа доблесна пресуда и по неговата пресуда после станува правило, иако не е донесено, но се повикуваат судовите и адвокатите во одредени, видете, да, тоа е така, но имаме преседан за сличен случај каде што е донесено така и врз основа на тоа може да се добие слично. Ние очигледно тоа се уште го нема. Тоа го нема. Тоа го нема во македонскиот суд, во македонското судство го нема. Ние едноставно само се залажуваме со тоа дека да, во основен суд има еден судија и 20 поротници. И сега кој ќе земе предвид дека тие 20 поротници земаат некои 500-600 динари од судење, од дневница, значи, и ако евентуално му се спротивстави на судијата, тој нема да биде повикан за дневница. И автоматски ова поротва сега што е безгласна. И они немаат никакво право. Целиот овој судскиот систем што е, направено е чиста фарса. Едноставно тоа е зависно од судијата како е расположен. Најинтересната работа што е кај судиите, во секој предмет. Они предметите како предмети не ги учат, не ги читаат, не го разбираат предметот. Него едноставно што ќе дојдеш, што ќе кажеш на суд. Ако си малце појак, ако си малце послаб со зборувањето, ако си самоубеден дека да, има факти таму што имам, јас да зборувам кога факти има. Другиот напаѓа и автоматски ја губиш битката. Без разлика колку да се го право. Судијата што е, како судија, со овој член што е овдека, слободно оцена на доказите. Да, во ред е. Он слободно оцени додека тие докази се... Може да го видам тој член 11 како точно гласи? Можете слободно да го видите или ако ја отворите веб страницата, може дури и граѓаните да го видат тоа, што е, еве го член 11, слободно вртете, слободно. Оп, еве го член 11. Судијата одлучува непристрасно со примена на законот врз основа на слободна оцена на доказите. Значи, тоа е малку интересно, нели? Слободна оцена на доказите. Како што го рековме. Не се преценувам себе си, ниту се подценувам, но овдека едноставно треба да предпоставиме на високата интелектуална и професионална спрема на судијата и едноставно треба да му веруваме на зборот, без оглед какви се доказите или што се. Ако пресуди така, пресуди. Ма добро, постојат виши инстанции, после може неговата пресуда да падне заради ова слободно тумачење. Има еден друг проблем. Тоа што Основниот суд, што ќе донесе пресуда, најнормално иде по жалбена постапка во апелација. Чим се стигне во апелација? До сега, во праксата, да не кажам 100%, 95%, сите пресуди од Основниот суд се потврдени и едноставно после се пуштаат низ правниот лабиринт, оди барај го правото. Затоа што
На многу места ние сме се сретнале со такви проблеми. И не знаеме да го најдеме крајот. Го направивте Сдруженијето под име Запри. Да. Какво е тоа Сдружение, кога го формиравте и кои сте во него и кои се вашите цели, насоки и Нашето програма? Сдружение почна да работи некако од 2008-2009 година. Тогаш прв пат почна искочија некои написи во, мислам дека беше во Вест, па после тоа во Шпиц и така натаму. И званично ние сме регистрирани во 2010 година. Добро. Нашата цел, што е? Пошто ги увидовме грешките што се направени во законот, што им е дозволено буквално на сите, на судиите, да прават како сакат и што сакат, ние се побунивме со тоа и не можехме да се помириме, затоа што тука има некои проблеми што најнормално, ниеден човек не би можел да ги прифати. Зашто вика? Затоа што, примерно, у член 65 од Законот за судовите, вика судиите во вршење на судската функција уживаат имунитет. Судија не може да биде повикан на кривична одговорност за искажано мислење и одлучување при донесувањето на судската одлука. Зашто тоа би било проблем? Па проблем е затоа што тој донесе пресуда и нема никаква одговорност. Не може да се повика на одговорност. Како е праксата во светот? Ја колку што знам, слично е, судиите имаат имунитет, силен имунитет и едноставно Да, нема си своје ја. Тоа е широк поем, тоа не можеме да го докажеме, нели? Тоа е лична перцепција. Тачно. Тоа е во ред. Но законски он мора да биде на некој начин заштитен за да донесува пресуди. Членот 11. Дака? Со членот 65. Не се служуваат. Мислам, затоа што е слободна оцена. Овдека работи моментално мито и корупција. Член 69. Примерно. Чекај уште малце 65 да го видиме. Го имаме во екран. Да. Судиите во вршењето на судиската функција уживаат имунитет. Судија не може да биде повикан на кривична одговорност за искажано мислење и одлучување при донесување на судска одлука. Судијата не може да биде притворен без одобрување на Судскиот совет на Република Македонија, освен ако е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишено казна затвор во траење од најмалку 5 години. Вака мене ми личи дека е издржено и дека е во ред. Но вие наоѓате овде дека има мани и недоречености овој член. Има недоречености големи. Зашто има недоречености големи? Затоа што во член 69, што е, значи, ако продолжиме понатака, во член 69 вика против судија или судија поротник не може да се покрене постапка, да се води постапка. Против судија или судија поротник не може да се води постапка за надоместок на штета или друга постапка од страна на странка која е незадоволна од одлуката на судијата. И сега? Вака. И сега? За незадоволство не може да се. Но што ако погрешно пресудил па донел лоша пресуда? Никака не одговара затоа што он има имунитет. И сега, тоа се поврзува одмah со член 70. Кога штетата од став 1 на овој член е сторена со груба и непрописна повреда на законот, поради која се поведува постапка за разрешување Република Македонија по патна тужба може да бара од судијата враќање на исплатата на штетата. Али, што вика у став 1, вика за штета што судија или судија поротник во вршењето на функцијата ќе им ја причини на граѓаните или на правни лица со незаконско работење, одговара Република Македонија. Сите ние даночни обврзници ќе ја плаќаме штетата што ја направил судијата. Тачно тоа. Така. И сега, сите овие членови, 11, 65, 69 и 70, Така? прават една маса
што судиите буквално што сакат тоа прават. И донесуваат без разлика неправедни пресуди. Со материјални докази зборуваме. Кога имаме ние материјални докази. Ова вие сами не дојдовте до овие заклучоци, туку вие сте повеќе луѓе. Само случај. Ние сме повеќе луѓе, така тоа е една работа, и ние само со учење и читање на законите. И нешто што ни смета. Сте разговарали ли со суди во правниот систем токму за овие работи? Сме разговарале. Што и сега што они што викаат? Како тоа судија да не може да нема имунитет? Мора да има имунитет. Така, Од цел свет има. Така. Тачно, и јас се сложувам со имунитетот. А каде да ја бараме, викам, на поставеното прашање, каде да ја бараме правдата? Па во судот. Па добро, викам, тоа е донесена пресуда што е грешна. Против кого да бараме ние сега? Да се бориме. Против странката, таа странка што е дали платила или не платила, што правила, тоа не е право. Која донела таа пресуда грешна? Судијата. Тачно. Против судија, дали можеме да покренеме постапка? Не може. Тужи Република Македонија. Чекај, зашто да ја тужиме Република Македонија? Сега ние зборуваме за штетници што направиле штета на граѓаните и дали треба тој да го казниме или сите граѓани на Република Македонија, односно Република Македонија да ја казниме. Граѓаните, да, ве разбирам, одлично ве разбирам. Значи, граѓаните незадоволни од судски одлуки идат во ХАК. Во ХАК најчесто им присудуваат, ако се во право, и наложуваат судот да донесе одлука и државата да ги обештети со сума која ќе одреди таму. И секако сите ние заедно судската грешка и грешката на правниот наш систем и на судиите, ние ја плаќаме сите граѓани. Странката е задоволена, државата е оштетена и работите... Колку е задоволена странката, тоа е прашање. Затоа што на некој начин Страсбур не може да донесе... Страсбур, се извинам, ја ХАК кажав. Може не е лошо ХАК да биде. Би требало и да биде. Да. Страсбур, се извинувам, во право сте. Доаѓа, да, во ред, че таа пресуда е неправилна. Вие сте должни како Република Македонија да му платите на странката на тужителот. Да. Да му платите 5-10 евра, примерно, и да го вратите предметот назад. Да, ние ќе го вратиме предметот назад. Кога? Кога ние ќе сакаме. Да не само еднаш пресуда више. И сега, ние што предлагаме? Ние имаме еден друг предлог, што би било доста добар за Македонија и македонското судство. Тоа е предлог до Уставниот суд? Не, тоа е граѓанската иницијатива. А тоа е граѓанската иницијатива. Добро. Што е вашиот предлог? Како да се оправи оваа работа? Тачно. Едноставно. Тоа е многу, мислам, едноставна работа. Во член 11, што е став 1, да се стои. Значи, судијата одлучува непристрасно со примена на законот врз основа на доказите. Она слободна оцена. Едноставно да се брише. Тоа е одма. Мислам, тоа се така направени и е иницијативата. Значи, член 11 и одма ние го даваме нашето мислење, фактички, како би требало да биде законот. Кога би било. Значи, тоа е слободна оцена на доказите да се избрише. Тоа не е толку страшно, не е толку ни опасно. Слободна процена на доказите. Ова има големи економски, правни, криминални, па дури и политички реперкусии. Ова е... Тоа се две зборчиња што многу значат во Македонија, во македонското судство и законодавство. Ме ставивте на мисла. Можеме малце и да се заќутиме, оваа емисија си дозволува така. Повторете го уште еднаш. Значи, ние, како ние предлагаме
Да, член 11 гласи: судијата одлучува непристрасно со примена на законот врз основа на доказите. Која е таа страна? Тоа е третата страна од... Тоа е третата страна. Еве го, член 11. Со Со кој право? Судијата одлучува непристрасно со примена, а зборовите слободна оцена да се избришат. Што е толку страшно? Судијата одлучува непристрасно со примена на законот врз основа на доказите, а зборовите слободна оцена да се избришат. Зошто е потребно да се избришат зборовите слободна оцена? Затоа што од долгогодишната потрага на граѓаните по правдата и анализирајќи го законот за судовите и работата на судиите, ќе се дојде до заклучок дека зборовите слободна оцена се злоупотребува на база на тој израз дозволен им е на судиите да манипулираат со законот и странките. Тоа може да се види од следните членови и така натаму. Како тогаш да не биде слободна оцена, бидејќи секоја оцена на судијата базирана на искази, на докази, на крај е пак слободна оцена. Во моментот, Да? кога зборуваме ние на искази, исказите се една работа. Ако ги имаме материјални докази, тие материјални докази зборуваат многу друго. А така, кога имаме корпус деликти, кога имаме материјален доказ, Тачно. тука да нема слободно тумачење. Туку едноставно доказот каже, рацете ти се крвави, докажува тоа, ти си виновен. Thank you very much. Тачно. Тоа не се случува. Што велат на ова другите адвокати, правници, судии и така натаму на ова? Во право си. Велат во право си, ви даваат за право за ова. Али никој тоа нема да се случи. Зошто? Затоа што моментално ова било така и така ќе оди. Од кога е овој дефект направен во правниот систем? Ова е нешто наследено? Овој дефект е направен од 90-та година, од како фактички се осамоставивме. Добро. Ние го препишавме законот на некој начин, кој што како до каде зашто. Претходниот? Предходниот. Добро. Што е и најнормално ние си додадовме нешто плюс, за да можеме слободно да работиме. Ова е додадено? Па сега од 90-та година на наука не сум го земал. Од пред 90-та. Од пред 90-та, значи не сум го земал законот. Значи од 90-та година ова се прави законот и се потврдува, се дотверува, се прави што се прави и се иде понатака. Сега дајте ние да видиме што можеме да направиме. Затоа што тоа е нормално, мислам, може све да се види. Јанко, не знам ја колку ти зимаш плата. Ама бе, да речеме дека зимаш 1500 евра. Да си жив и здрав. Што пие кафана? Фала ти. Фала ти. Да, добро. Кажи 3000. Колку би можел да створиш со твојата плата? Не разбирам. Како? Колку би можел да створиш со твојата плата? 2000 студенти негдека. Јакто на Охридско езеро. Тешко. Дури и со тие пари тешко. Па како може тоа судиите да го имате? Зашто е проблемот? Што е проблемот? Еве ние што го предлагаме. Да, во ред не е проблем. Нашиот предлог. Што се однесува? На член 65 претрпи измена. Член 69 и член 70. Ајде да ги побарам ја кај отвараш. Која е таа страна? Тука се одма редоследни дат. Ние што викаме, значи нема да има, еве го член 65. Судијата не може да биде повикан на кривична одговорност. Зашто да не може да биде? Значи сметате дека судиите треба да бидат повикани на кривична одговорност? Па добро, тоа е нормално. Катица Јанева е повикана на кривична одговорност, она е во притвор. Моментално. Еден случај од 90-та година. Заможни Ама ќе имаме преседан и ова може да биде, значи, ова ќе биде прв ваков случај, што значи можеби ќе биде добар пример
Дека работите се менуваат на подобро? Не знам. Да се надеваме. Да се надеваме дека... Затоа што сега, како сега, Така? ние видовме од 90-та година навака, Колку луѓе доживеале неправда? поточно од 94-та година навака, затоа што тогаш више ние се конструиравме, се направивме што се направивме и си го взявавме работата во раце, почнавме си работиме, ги направивме олигарсите, ги направивме ова, направивме она, направивме све. Како? Во име на законот. Одлична работа. Да, све беше законски покриено. Значи, приватизацијата, фабриките, отпуштањето од работа, сето тоа е законски покриено. Тажно. Кој одговара? Никој. Никој. Зашто судијата не одговара? Не може. Каде судот за работниците? Го нема. Тоа нас не смета. Секако. А нас не смета јавниот обвинител кој ќе биде што ќе биде. Нас многу Значи, работи. зборите као здружение, што барате вие сега да се направи или? Тачно. Ние така. збориме како Значи, здружение што прво, би требало да се направи. Значи, прво да се исфрлат оние два збора, Тачно. слободно тумачење. Тачно. Второ, што треба друго? Што би требало да се направи? Значи, да се измени комплетно член 65, односно, да се направи работата на Основниот суд што би работел. А што би работел? Значи, со самото поднесување на тужбата, во рок од 6 месеци, односно во рок од 8 месеци, да Основниот суд да мора да донесе пресуда. Како сака нека ја донесе? Да не се во 6 месеци да се донесе. Тачно. Тоа тука да ја донесе пресудата. Во рок од 6 до 8 месеци. Ако евентуално не да се зборуваме за летниот период од 8 месеци. Добро. Ако евентуално не ја донесе пресудата, Така? тогаш судијата да биде казнат. 15%. Така. Значи, За да биде мотивиран да не го Тачно, за да не биде казнуван. и да не го одоговлечува. Значи, овдека детектираме сега друг проблем, дека случаите се одоговлечуваат. Но велат дека тоа е заради пренатрупаност на судовите кои не можат, судиите едноставно не можат да постигнат. И јас сум бил на суд, мислам, тоа е стварно неверојатно како машина на пола сат на сат излегуваат нови и нови и човек се прашува, ја замислете да имам 3-4 гости во денот да разговарам, Мене ми е напор еднаш неделно, еднаш дневно што го имам, така да имаат голема одговорност и огромна работа. Верувам дека и они грешат, но искрено верувам дека има многу честни суди. Сега, Има честни суди и меѓу нив. Фала Богу што има, иначе не ќе имавме ништо да не беа тие честни суди. Збориме сега како да ги превенираме оние што грешат, да не грешат и оние што намерно грешат како Катица Јанева. Уствари не е тоа намерно грешка, тоа е класичен криминал. Тачно. Тоа е класичен криминал. Знаете, ова пред 4-5 месеци да го правевме муабетов, сигурно ќе бевте критикувани, но сега имаме, пазете, врвот на нашето судство кој беше поддржано од целиот свет, беше фатен во криминал Катица Јанева. Мислам, тоа е... Ако се пуштила Катица Јанева во тој криминал, замислите што правеле други. За другите да не зборуваме. И за тоа, ако ние, судиите, не ги ставиме на работно место, онда работиш 6 сати, односно 8 сати, колку што треба да работи. Ако не работи 8 сати секој ден, зашто си има плата? Судиите работат, еден ден работат, еден ден се спремаат. Знаете, и хирург може да работи 4 сати само денот, ама да прави операција на срце, која е понапорно од што 40 сати. Така што, ја не би го ограничувал нивната работа со работно време, туку со тежина на некој случај и ангажираност на некој, например, сложено убиство, комплициран економски и што те ја знам. Што сакаме ние да постигнеме со ова што го Што сакате да постигнеме? Овој рок од 6 до 8 месеци. Ние сакаме едноставно судијата да го натераме тој предмет што е да го прочита.
onda осознаje со што ќе се суочи. И кога ќе искачи на суд, на судење, кога ќе го одржи судењето, он ги има материјалните докази. Он има све во неговите. Едино нешто што може да се бара, само некое дообјаснување. И за тоа дообјаснување што него му фали во предметот, ќе треба да го дополни. Сакате да кажете дека еден предмет не се почнува ако нема доволно докази, нели она пред судење, да видиме дали имам. Аха, имаме, почнуваме судење. И среде судење сакате да ми кажете доаѓаме и чекај докази уште. Зошто уопште почнавме тогаш судење? Така, тоа сакате да ми кажете. Точно. Тоа е една работа. Али судијата мора да биде запознат со тој предмет. Он мора да го знае предметот пред да влезе во судница. Ние мора да разговараме на оваа тема и со судија, некој, кој да ни ја каже и нивната страна. Збориме за честните суди. Точно, зборуваме за честните суди. Така. Затоа што Радовановиќ, примерно, као хирургот што беше во Каменица, новинарка го праша. Да. А вика, добро, вика, дали вас нешто не ви изненадило? Не, вика, никош ништо мене не би изненадило. Зашто? Затоа што ја прво го гледам, болеста. После тоа предвидувам колку може, каде може да ме предизвика нешто да ми направи некој проблем. Јас вика, на тоа сум спремен и го чекам. Односно, на тие проблеми ја ги предвидувам уште 2, 3, 5 проблеми. Ги предвидувам и тие. И јас кој ќе земам, јас сум спремен, значи, ги очекувам тие малверзации. И јас знам како со нив да се справам, така да мене ништо не ми изненадило. Ако јас дојдам на судење, што е проблемот? Слушај, ти си украл. Извини вака. Да. Ти си украл. Чекај бе, не сум украл. Како не си украл, овдека пише дека си украл. Украл ли бе? Украде. А доказ? За не ме е потребен. А таму доказите што е во таа тужба што е напишена, има и одговор на тужбата. Во тој одговор на тужба кој е прочитал? Па замислете, еве примерно. Што мака ве натера вие да влезете како паталец, како обичен граѓанин, како гледач на јади бурек, како дел од овој македонски народ, што ви се случи толку страшно што едноставно влеговте во оваа Дон Кихотовска борба? Има позадина голема. Не е мојата позадина голема, толку, но има. Али, кога ги видов позадините на граѓаните, ја се запрепастив. Беше нешто лично или каде што работевте, доживеавте него? Лично, добро, во ред. И тој тоа. Не можеме ние со еден ваков одговор од Врховен суд да бараш барање за заштита на законитоста, со еден ваков обичен одговор... Камера! Од Врховен суд да го добиеш. Едноставно те остане без текст. Одговор на барање. Врховен суд Република Македонија 23.4. Во одговор на барањето, на вашето барање насловено како барање за заштита на законитоста, ве известуваме дека Врховниот суд на Република Северна Македонија не е надлежен да постапува. Што значи? Еве, кажете ми што значи тоа? Не знам, што значи ова? Кој е надлежен? Кој е одговорен? Сега, што е направено? Направено е многу фино. Сега Врховниот суд не одговара, него одговара основното јавно обвинителство. Вие поднесовте барање за заштита на законитост. За законитоста. За конкретен предмет? За конкретен предмет. Така. И треба да одговори основното јавно обвинителство. Да, каде? И сега знаеш како доаѓа работа? Работа доаѓа да во ред е тоа, што е, ама ние се донесовме законче, дека заштита на законитоста ќе го прави тоа јавното обвинителство добро. Значи, сега више,
Врховниот командант не донесува одлука, него донесува одлука капларот. Или десетарот, или водникот, да го кажеме. Вие сметате дека Врховен суд или Уставен суд треба тоа да го... Тоа треба Врховен суд да го прави. Ако не го работи тоа Врховен суд, тогаш би требало за заштита на законитоста да се појави Уставниот суд. Така. Значи некој што е најодозгора. Ние не одговараме. Зашто? Тоа е проблемот. Ова е вашата здружение, се извинувам, доста. Судот судеше на народот, време е народот да суди на судот. Интересно, дали сте разговарале со други политичари, дали сте разговарале со странски фактор, со амбасадори, дали сте имале со некои други новинари, какви се нивните реакции, какви се... Со други политичари сме разговарале ние и нивните реакции се многу доста интересни. Кога го дадовме комплетно предлогот, ова граѓанска иницијатива што е, да, вика, ворете тоа, али вика тоа нас вика нема да ни го дозволи Европа. Зошто нема да го дозволи Европа? Па не може судиите да прават вака, односно да немаат имунитет, они мора да имаат имунитет, па не може да се контролираат судиите, па не може... Мислам, едноставно нема да ни го дозволи Европа. А зашто нема да ни го дозволи Европа? Па, ја викам колку што знам. Односно, ние колку што знаеме. Европа го бара законот. Кој закон? Да се спроведе законот. Оно што треба. Добро. Во Република Македонија. Добро. Значи. И тоа е добар. Законот е добар. Збориме кога не се применува. Не се применува. Како да го натераме да се примени? Ние, значи, што сакавме да кажеме? Затоа ние ставивме овдека член 65 што е, значи, основниот суд да во рок од 6 до 8 месеци донесе пресуда. Што е? Значи, да бидат со рокови. Односно, во жалбената постапка во член 69, апелација, што е? Да донесе во рок од денот на поднесувањето на жалбата. Во рок од 4 месеци да донесе пресуда. И на крајот. Добро, тоа за брзо, за навремено донесување, не одолговлечување, сосема во ред и тука се согласов. Зошто тоа би било проблем? Проблем е тоа што во член 70 што е. Добро, го имате овдека член 70? Го има, да, го има. Во член 70 они даваат нели дека одговара Република Македонија, така натаму и така натаму, али запри го дава следниот коментар. Вика, секој еден што ќе се позови на пресудата дека е правилна или неправилна, наместо да оди во Страсбур, да го речеме ние тука проблемот, во Македонија. А во Македонија како ќе го речеме проблемот? Со граѓанска независна 15 члена порота. И само така можеме да го решиме. Ова е некој пример кој вам ви дојде или негде сте приметили дека го има? Ова нас ни дојде како идеја и заклучивме дека е тоа добро. Зашто? Затоа што во основниот ние има фактички ова е еден микс измеѓу римско право и ова друго право што е латинското право што е. Што е работа? Тоа е микс. Римското право вика еден судија, двајца поротници, тие што ќе кажат, ќе кажат. А доека ова другото право, што е енглеското право, значи, они викаат не со порота. Да, и сега и на филмови ги гледаме, поротата донесува одлука дали е виновен или не е виновен. А судијата ја одредува казната. Мене тоа ми се допаѓа. Ти треба да ја убедиш поротата дали си виновен или не си виновен и за еден процес. Судијата е само да го контролира процесот. Тачно. И наместо ние да одиме во Страсбур со жалби. Но тогаш судијата не значи судијата не пресудува во тој систем, судијата не пресудува кој е виновен. Во тој систем поротата пресудува
кој е виновен. Тачно, поротата пресудува кој е виновен. И тоа сме го гледале по филмови многу пати. Но и таму има оние судови за пониски прекршоци, сообраќајни, каде судијата, нели, и така натаму, и така натаму. Говорите за оние ситни работи, се. Но кога имаме поголем... Кога имаме нешто поголемо, за сообраќајни прекршок, нема да одлучува сега порота. Так. Мислам, едноставно Так, кажам. јасно. Али кога зборуваме за некои кражби, за нешто поголема, тогаш поротата мора да донесе пресуда, односно да донесе одлука. И сега што И ова ќе им овозможи, според вас, ова ќе им овозможи судиите да бидат уште понеспристрасни, да судат најправилно, ќе имаат огромен имунитет заради тоа, огромен имунитет, кој сам по себе не треба да им го нагласиш, ќе го имаат. Бидејќи, да, ја му дадов казна 15 години затвор, затоа што поротата одлучи дека е он виновен за убиство од прв степен. Тачно. По законот убиство од прв степен е од 10 до 15 години. Ја, еве, 13 му дадов. Тачно. Така што не можеш да му замериш. А поротата, која нели е од обични луѓе, адвокатите низ процесот треба да ја убедат, значи не само судијата да го убедат кој е стручен, туку и најнестручниот и обичен човек таму да го убедиш кој е во право, врз основа на докази. А они, нели, поротата бара докази, па ќе се затворат, па одлучуваат сами додека донесат одлука. И тоа му дава чувство, и таму има мани. Се сложило. Но да му дава чувство дека низ еден таков процес која ќе поминеш, дека ти праведно ќе бидеш осуден. Праведно ќе ти биде судење. Ова е сега психолошка војна и тоа е една работа. И друга работа. Ќе се добијат, ако ништо повише, ама 90% праведни пресуди. 90%. Сметате дека ние треба, например, кон што повеќе да идеме? Кој тој американскиот правен систем или кон англискиот правен систем? Сега вака. Англосаксонскиот и римското право. Сега. Англосаксонскиот е со порота. Така. Римското е со... Судија двајца поротници. Судија двајца поротници. Овој микс, зашто го направивме ние? Добро. Како здружение. Судијата како судија има многу изреки, ме нападна, ме силува, мора поради Заев, поради Груевски, поради овој, поради оној. Политички притисоци кои трпат. А трпат. Факт е дека политичарите ги злоупотребуваат судиите и навистина ова е мала земја, нема кај да бегаш, платите се тие, сите имаат фамилии и може дури ги оправдам. Ги сваќам. Еве да сум родител, некој да му уценува со животот на моето дете, јас стварно не знам како би постапил. А сигурно би направил се, па дури може би и криминал, за да го спасам. Не знам. Тачно. И сега, ние за да ги ослободиме судиите, оваа 15 члена граѓанска порота е ставаме во Врховен суд. Зашто е во Врховен суд? Сите викаат зашто не во основен. Не во основен. Ние во основен суд имаме суди што се расипани, а и имаме честни судии. Но, ако овој судија, што е во основен суд, знае дека за неговата пресуда ќе одлучува 15 граѓанска порота, 15 члена граѓанска порота, ќе одлучува. Он едноставно, на тој што го напаѓа, што едноставно кажано го силува. Да. Му прави притисок, добро. Му прави притисок. А тоа го имало и на запад сме гледале како криминалци ги уценуваат еден по еден и суди им се закануваат. Нели, по филмови сме ги гледале како историски факти или дури влијаат врз самите поротници. Едноставно судиите тука ќе бидат ослободени од тоа. Од тој притисок. Зашто? Едноставно, кажано. Да, во ред. Јас ќе ти донесам пресуда како сакаш, кажи. Така. Јас ќе ти донесам каква пресуда сакаш. Во ред. Ама треба поротата да знаеш поротата што е горе во Врховен суд нема да го прифати. Како ќе ја заштитиме па поротата?
од влијанија. Како на Запад ги заштитуваат, еве, ако тоа веќе се сте како, наблегли? Да, вореќе се до тоа. Дали тоа се ротирачки, бидејќи кај нас имаше во минатиот систем, одеднаш, например, знам еднаш на мајка ми стигна покана да бидеш поротник. Да. И тоа беше задолжително како граѓанска должност. Тачно. Добро? Сега, ние предлагаме, значи, тие поротници што се во основен суд, односно во апелација, да си седат, да си работат онака како што си работеле до сега. Значи, едни 15 како платени работници. Не, само момент. Повикани за дневница. Да, разберам, се извинувам. Значи, поротниците што се во основен и во апелација, они си ја работат својата работа и никој не ги рчка тие поротници. Добро. Кога ќе дојде по жалбена постапка Добро. во Врховен суд, судијата е должен да ми обавести кои се последиците во случај ако изгубам, односно што добијам. И на судиите кои се последиците за неправилно донесена пресуда, односно што губат, а што добиваат. Поротата се бира од 500 граѓани саат време пред судење. Затоа што Скопје е милионот. Низ полето сигурно нема да ги бараме поротниците, него ќе ги бараме од милионот. 500 граѓани може да се најдат тука, што ќе бидат за поротници. Али пошто е саат време, за саат време ние можеме со 4 коли, 15 луѓе да ги донесеме во суд секој време. Значи, затоа е за саат време. Он буквално не знае ништо, ни кој ќе биде, ни што ќе биде, ни како ќе биде. Али, ако судењето, моето судење, почнува во 9 саат, јас сум во 8 саат на суд. Зашто? Затоа што тие поротници што се напишани по број. Од кој број да почнеме, кои луѓе да ги донесеме. На Запад сум гледал дека нели во англосаксонскиот правен систем поротниците се бираат. Значи, одбраната и тужителот ги интервјуираат посебно сите поротници. Например, ако е случајот расистички, каков став има поротникот? Ако има расистички став, они викаат не, овој не е подобен за ова. Значи, пак ние се ги бираме поротниците. Ама ако наслепо ги бираме за 1 саат, како ќе ги одбереме најсоодветните луѓе за секој случај? Многу е комплициран овој процес. Да, точно. Али со секој еден поротник што е. Кога би се разговарало. Да? Имав можности да разговарам со еден американец и вика како можеш ти вика да се мешаш тука вика во тој закон вика кога ти не си вика правник. Ја викам да, викам не сум правник. Колку што знам и ти си економиста. Да. А викам ондека една зграда се прави, беше погледавме Ужданец. Една зграда на Вор Брдо се прави вака поставена. Вика, што мислиш, викам, за оваа зграда? А вика, ова е прашање, вика, само на денот кога ќе падне. Како, викам, ќе падне? Вика, ќе падне, вика, ова ќе направи голема штета, вика, навака. Што седат тука у близина. Со кој право, викам, ти зборуваш за оваа зграда дека ќе падне? Кога ти си економиста, не си градежен инженер. Не си тој ти што можеш да бидеш. Да разбирам. Аналогијата што сакаш да ја кажеш. Тачно. Она што е нормално, која иде вода поплава, не треба да имаш хидрофакултет завршено градежен одсек хидро да знаеш дека ќе се удавиш. Тачно. Добро. Со истото вие и настапувате дека она што е очигледно Тачно. и Тоа што е смета. очигледно. Иако За оној што е. сепак не е ова неурохирургија, па да се плеткаме во некоја работа. Ова е работа што Едино нешто поротта што е, со тоа што ќе го слушне таму. И тие 15 члена граѓанска порода што е, би требало значи да донесат на некој начин едногласна пресуда, а во записникот сега ќе биде 11:4. А зашто се 11:4? А може да биде и 11:4. Зашто се 11:4? Многу едноставно. Скопје е малечко.
поротниците ќе ги видиме. Тоа е, Јас сакаш не да бев- ми кажеш, не бев тоа е тоа е оној ќорак од куршум кој на еден од војниците му се дава во стрелачкиот вод, така? Секој да има, никогаш да не знаеш дали кој пукал вистински Кој пикол или кој не така, пикол. така. И утре кој ќе се сретнеме, ти беше, ја бев за тебе. Ама другите те осудија. Така. Дали ме разбереш? Јасно. Значи, За да не едноставно, може да биде. Ги защит и породниците. Господине ги защитаваме. Георгиевски, многу интересни тези, многу дали оваа иницијатива на Запри ќе продолжи натаму и покрај овој одговор кој го имавте од Врховниот суд дека ви известуваме дека Врховниот суд на Република Северна Македонија не е надлежен да постапува. Каде ќе идете после ова, чим они нема да постапуваат по ова? Не идете на Уставен суд, не идете во јавно обвинителство или слично? Како може да одам во Уставен суд? Кога Уставот како Устав, што е, Да? може би е грешен. За мене, ве зборувам лично Добро, за мене. добро. Зашто? Ако во член 9 од Уставот пишува дека сите граѓани на Република Македонија, без разлика на вероисповест и така насам и така, се одговорни пред законот на Република Македонија. Тоа е нормално, нели? Добро? Ако во член 64 пратениците уживаат имунитет, ако во член 100 судиите уживаат имунитет, ако во член 104, 107 уживаат имунитет, што се они посебни? Ова, по мене, ја да сум на ваше место, не би идел на Врховен суд, за да барам од Врховен суд, бидејќи ја мислам дека Врховен суд, мојот впечаток, е во право. Он не треба да постапува. Ова треба да го донесе парламентот, бидејќи парламентот е законодавен дом. Таму се изменуваат закони, таму се донесуваат закони. Барам заштита на законитоста, а не барам да се измени законот. Така. Барам заштита на законитоста. И ако некој треба да го штити законот, тоа треба да го штити Врховен суд. Да, во право сте. Овде Овде стои... Уставен суд. Немам камера. Добро. Барање за заштита на законитоста. Господин Значи, некој Георгиевски, треба да го штити. веќе возиме скоро цел час, ќе мораме да направиме една кратка пауза тука, ќе продолжиме после паузата и ќе ги отвориме телефоните. Ме интересира што и како оние граѓани кои ве слушале и ве гледале, јас се извинувам, малку ви се мешав, но за мене е нова материја, ви се мешав за да ги да видам дали добро сум ве разбрал, бидејќи навистина е ова доста интересно. Не, ова е еден новитет, ние што го правиме, значи овој микс што го правиме со римското право и англосаксонското право. Треба ние тоа да го прифатиме оберучке, не поради друго, поради тоа што сакаме да ваде правото. Да? Како? Вие знаете сега колку има некои промени што се направени, огромни промени се направени, со тоа што во судот. Што е воведено само тонско снимање. И сега некој суди, знаеш што не ни работи системот, не можеме. А ја кога доваѓаат граѓани, ќе бараш тогаш кога ќе имаат можности за тонско снимање, тогаш ќе јас на суд. Сакаш да кажеш дека сега имаме тонско снимање и тоа е позитивно, Тоа е ама многу дека позитивно. дека Во не го однос- применуваат. Има многу што не сака да го применат. Така. Добро, ви благодарам уште еднаш, правиме кратка пауза, веднаш по паузата го продолжуваме разговорот со вклучени телефони. Почитувани гледачи, вториот дел од разговорот со господинот Атанас Ѓорѓиевски, кој во овие први 60 минути од емисијата ја објаснуваше програмата и она што Сдруженијето Запри сака да го направи како позитивна промена
Режија? Благодарам. Да го направи како позитивна промена во нашиот правен систем. Ќе ги вклучиме и гледачите. Мене многу ме интересира какви се вашите размислувања. 20 години ја возам оваа емисија и неброено многу пати сте се јавиле, сте читале пресуди, сте говореле за работи во врска со правните лавиринти, кај сте заглавувале, кој, ја искрено да кажам, тој правен говор и свет и материја многу тешко можам да ја следам и е прилично абстрактна. Луѓе ми барале да ми испраќаат своји нивни пресуди, да видат со каква неправда се соочува. Мислите ли дека овој предлог на Сдруженијето Запри е добра? Зошто да? Зошто не? Што треба? Што не треба? Ја мислам дека би било интересно да поразговараме меѓу нас. Сте разговарали со луѓе за целава оваа работа? Сметаат ли и они дека ова може да им помогне во целиот процес? Они сметаат дека може да им помогне во многу, и тоа може да им помогне во судот и во донесувањето на пресудите. Особено е многу битна онаа 15-членна граѓанска порота, затоа што ние не смееме да го потцениме граѓанскиот народ дека он не знае ништо. Ние, правниците, знаеме све, а вие, обичните граѓани, не знаете ништо што е. Овдека, кај нас се бара од таа 15-членна граѓанска порота. Што се бара? Само дали е пресудата праведна или е неправедна. Ако е неправедна, казните се судиите. Ако е праведна, казните и тој што се жали. Зашто? За неискажана доверба кон судот. Имаме гледач на линија. Му посакувам, добро вечер, повелете во програма сте. Вака, за господинот Татанас. Така, повелете. Ме интересира едно. Јас имам од симнато од интернет цел закон за имотни прави односи и го слуша веднаш на телевизија, збореше за да се укине таа алинеја за мислење на судијата. Мислењето на судијата на секој 3 или 4 поглавја, последната црта е мислење на судијата. Ја да ти кажам право, нека слуша и господинот Татанас, сум изгорен со 12.000 евра и ми е земено оно што сум го печелил, ми го зеле со сила, со поседален лист, со све, ми го зеле судот. Го додели на друг. Дали се судиите како мечки за заштита, да не може ништо, никој не може да му направи, и ја да водам 80 годишна жена со рак, оперисана на рак на дојка и на гениталии, да не сака како да кажам, да испита, да сослуша. 12 пати јас слушав и најпосле тажева чаре ме удри кола, на и после 7 дена од ударот ме вика на суд да ме суди. А танас ако може тие да ги задржи работи, да се уништи тоа мислење на судијата. Кое да се уништи? Мислењето на судијата, последната точка што е, он знае. Дали ви се... Точка од законот... Значи, господине, вака сега. Да. 60 минути зборевме. Да, зборевте, да, слушав ја. Нели го кажавме тоа неколку пати, повеќе пати? Да, го слуша и затоа сакам и порано го збореше. Така. И порано го збореше, ама од мене е апел тоа, како годер да се знае тие, како може парламентарец бил човекот и 6 месеца да биде у парламент, да има пензија парламентарска плата. Дали ви треба... Бидете малце на линија. Дали ви треба уздружението плюс луѓе кои би направиле поголем притисок, повеќе подписи и така натаму? Па, да или не? Потребно е. Да. Господине, за да ова успее, потребна е и поддршка поголема. Дали ќе ја дадете на Сдруженијево? Како да не обовезно. Ама збориме конкретно да им се појавите таму, не е вака само по телефон, бидејќи нели вака ако ја дадете ништо, но ако настапите како Сдружение зад кое стојат 150.500 граѓани, тогаш веќе малце посериозно ќе ве перцепираат, ме разбирате? Па види се, ја како единка тоа не можам да го сработам, нема криење, Еве го сработено е, па нели е сработено?
Вие само треба да дадете поддршка ваша директна. Опа, нема проблем. Ја ако треба подписи, ако се дава, нема проблем за тоа. Ич, нека дојдат, јас сум. За тоа зборам. Ви благодарам многу, бидејќи за една ваква работа, ако Сдруженијето брои голем број на членови, нели размислувате, еве, дојдовте сега, удрите во зид, тука е тоа, но ако се зголемите, отворите, го зголемите членството, имате подписи од 1000, 2000 граѓани задоволни, незадоволни и така натаму, веќе мора и медиуми, и партии, па и институции многу посериозно да ве земат. Да не зборам странци. Доволно е само кај еден амбасадор да ве прими. Ние сме размислувале. Нашата цел на Сдруженијето што е. Да? Ние можеме да побареме помош од странците. Зашто? Зарем ние не сме македонци тука самите да се разбереме. Самите да се го донесеме редот. Не. Дали ние не можеме да се покажеме кој сме? Не, да можевме, ние ки имавме држава со сите салтанати уште 1200 година. Баш е тоа жално, што ја тоа го осетив и во граѓанската иницијатива која Значи, на Македонија и на македонците им треба помош. Сите добронамерни, а особено странци, значи колку повлијателни луѓе за да ја направат позитивната промена. Да не беа странците, ни Катица Јанева сега уште ќе филозофираш. Да не е најасно. Значи, кај странците има многу луѓе кои сакаат да се примени законот и да биде добар за граѓаните. А тоа е Европска Унија, не е Европска Унија да идеме да шетаме, мене не ми треба Европска Унија да се шлаам низ Париз, или да работам у Париз, мене ми треба овде да бидам правно за... Ја така подразбирам Европска Унија? Тоа Европската Унија ќе го, мислам, тоа ќе биде многу добро, кога би се примерили членство думдачат ние што го даваме за избора. Така? Дека која ќе одлучува поротата дали е праведна или неправедна пресуда, што значи тоа? Да. Што значи да искажете се? Тоа значи дека ако е грешна пресуда, судијата добија еден негативен поен. Односно, со 3 негативни поени него му престанува работниот однос. Кој ќе му го додели негативниот поен? Поротата што е донесува одлука дали пресудата е праведна или неправедна. Значи, зборуваме за поротата. Не навлегуваме во тоа дали ќе... Пресудата, значи, обвинението ќе го донесе поротата. Судијата ќе одреди казната во рамките на законски дозволеното. Таа е од, да речеме, од 1 до 3 години. Тука мора да има промени. И секој судија мора да добие негативен поен за грешна донесена пресуда. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер, Јанко. Поздрав до тебе и поздрав до гостинот. Прашање за гостинот. Каде треба да се обратат луѓето кои се оштетени затоа што не им е плаќано мина труд, значи стаж, на некој им фале 6 години, 7, 8 или 10 години. Зашто тогај државата не е била значи на лице место увид не имала. Режија, господјо, малку. Режија, горе потивко, звучниците појако, едва ја разбирам. Господјо, дали сте свесни дека гостинот прво не е правник, не е судија, не е адвокат? Да. А вие барате правна помош од него во моментов, така? Да. Мислам дека ја утнавте емисијава или не разбравте за што збориме ние овде? Ајде, доискажете се. Може би има одговор на кратко да ми даде, значи дека треба да се обратиме. Фала ви многу. Господине, мислам дека вие не дојдовте за тоа да им кажете кај да се обраќаат луѓето. Вие овдека имате една иницијатива за една општа промена на целиот систем. Но ако сакате да и одговорите на господјата, повелете. Тачно, ние зборуваме за една општа промена во општеството за подобро судство, но пошто се работуваме ние и со адвокати. Тогаш може слободно господјата да се јави на телефонот 078 204 285 и да ги разгледаме документите да видиме што е. Зашто се работи, каде е грешката и што би требало понатака да преземе, односно како да постапи понатака.
Значи, вие ќе помогнете во правните лавиринти да ја најде правдата. Така? Така. Ова е вашиот телефон, господине? Да. Така. Еве го. Телефонот, господјо, еве, звонете. Одма сега или утре? Се шегувам. Одма сега или утре. Утре. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака се, јас се јавувам од Прилеп. Значи, точно ме засегна ова емисија, што ја гледам. Јанко, ве почитувам, значи, што сте искрени на телевизија, што изнесувате доста јавни пораки и сожалување од народот, значи, поплаките и господинот Атанас, благодарам, значи, што излеговте во вистината, но кога еден ден ќе излезиме во вистината од јавното обвинителство, од судиите, што се обесправени народот, но веќе потиштен е во секоја смисла на зборот од буквално од сите суди во неправдата на народот. Значи, посебно мене, ако ме прашате, јас имам толку голема мака, значи, бев вработен во фабриката Гентер. Значи, таму бев нападнат бесправно со оружје, со солзавци, со се и се што, значи, бев онаден и преку јавното обвинителство бев од полицијата испратен. Снимки имаше 3 цедиња, не ги појавија цедината, немало снимка, па после ги немало дајно цедината, како што Добро, тешко дека вака по телефон може да го разбереме тежината на вашиот случај. Добро. Што конкретно сакате? Сега. Значи, сега не можам никако да добим, види се, како јас, значи, толкова голема комплицирана ситуацијава ја направија од ништо, значи, во јавното обвинителство, кај бев нападнат, значи, јас со обезбедувањето... Ве разбравме, што сакате? Што барате сега? Значи, да се излези преку, ако не преку Атанас. Значи, ова истото би влегол и јас во тоа здружение, еднаш народот да најде вистинската правда на дело, затоа што многу луѓе има кои што се засегнати, што треба, значи, да се дојде до вистината. Значи, јас сум 55 годишен човек, и слушајте ме добро, значи во животот немам направено ни една црна дамка, нема обележано кај мене и ни на моето семејство. А имав закани од обезбедувањето и обезбедувањето по втор пат го извршија, ме начека, значи, на улица, ме испретепа сега на 18.9, сега пред минатиот месец, и сега поново, значи, имаме, значи, не сме заштитени воопшто ич. Значи, јас сум решен веќе сега низ градот да одам, нече веќе со стап, привидејќи немаме ние никаква заштита ние. Јас без ништо, а тие со оружје, со се и се што да го напаѓат народот и дури по улици да го тепат. А зошто ве нападна? Како да се заштитиме сега ние? Ајде кажи. Зошто ве нападна, господине? Па еве ви кажувам, значи има, значи оти не запира, ми се заканува по телефон, сака да се заврши делото, да се прикрие, ништо да не се случило кога ја ги во Гентер. Ве напаѓаат според вас, колку ве разбравме, јас само повторувам да видам дали ве разбрав. Значи, имате вие некој судски процес со конкретна компанија? Имам, и значи уште ви се прави притисок за да попуштите во тој процес, така? Да, значи со закани. Сега сме на 3.12 поново сме на судење сега. Така. Значи на 3.12. Еве ви телефон. Вие што ќе му советувате? Да, нека стои телефонот, ти привидејќи сега не можам, но ќе го запишам, иначе да се објавам, да се обратам кај Атанас. Нека се јави, па да видиме што. Значи, господинот Атанас вели да му се јавите. Не, на овој телефон сакам да се јавам, значи. Па тој е негов телефон. Добро, важи. Значи, он ќе проба заедно со тимот таму, ако можат да ви помогнат. Нема гаранција. Они не се правна служба, туку се луѓе со емпатија кои сакаат да им помогнат на други. Колку ќе можат сега телефонот утре ќе ви прегори, и тоа да ви е јасно. Па мене ми прегори и од прошлата емисија. Значи, имаме уште многу, само ајде да не ви го земам времето. Ви благодарам многу, да чуеме и другите гледачи. Приметив ја, истото се случуваше и со страната Правдико. Луѓето не знаат кому да се обратат. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јанко, поздрав од Охрити и до господинот Атанас.
osjećan problem ne lično, nego mnogo narod. Alo, da li se sluša me? Da? Mnogo narod во дискриминација, која е таа? Зборуваат владата и странските емисари дека треба територијалниот реон низ Република Македонија да се развиват. Овие луѓето ги протеруваат, ќе ви кажам зошто е проблемот. Колку што е старо Охридското езеро, толку е стара во топографските карти е пишуваат Косовска река, меѓутоа извират од под планина с подножието на Плаќанска планина и поминуваат низ село Речица. Сега, некој паметен се нашол, направил проект за таа река, да направи мала електрична централа и то го реализира, меѓутоа, како што слушам допрен глас, дека имате и корумпирано некои луѓе таму да не се побунуваат, а функционират таа неговата електроцентрала близко до базата на бетон, тоа е каменолом од бетон, најверојатно е тоа договор некој или било како. Имам документ од проектанско биро и пишуваат во него која фирма е и кој е газда собственик на тоа. Што сакате вие? Што е проблемот? Сакам да му кажам на господинот Атанас или да му испратам на адреса тоа решение и тие да се заложат, бидејќи 100% 3 километри водата има. Благодарам многу за јавувањето. Не, тргни го телефонот. Господине. Дозволи само момент да се искажам минута. Ке се јавиш утре, затоа што емисијава е за сосема друго. Вие барате јас и он да се заложиме за ваш предмет. Не сме тука. Ни јас, ни он да се заложуваме за ваш предмет. Ние сме тука. Вие да се заложите за оваа иницијатива. А не сме ние адвокатска, не господинот адвокатска канцеларија да ги води вашите правни битки. Во право сте вие. И господјата прва што се јави и така натаму. Овдека од вас барам, саат време збориме, па не навредувајте, стварно се трудиме на цела Македонија да им помогне овој човек. Значи, сега збориме што е неговата програма, што прави нивното здружение, па дури и покрај таа нивна програма, вие пак парате, ќе ви помогне нешто да се јави. Но мислам дека, луѓе, вие прво треба ова да го поддржите, па после ќе збориме за вашите случаи и за вашите маки. Вие имате маки затоа што имаме проблем со правниот систем, според господинот Атанас. Па поддржете го ова први да се реализира, за да може после да се изборите. Како? Барате, реши ми го проблемот. Па нели имаме проблем у реши? Да, имаме проблем, ама ти реши го мојот проблем. Луѓе мои, па не е само во правниот систем. Ја не знам како поедноставно да ви објаснам. Па ми навредуват и емисија, и интелигенција, и Гостинов, и една толку позитивна, прв пат начека после 20 години, да ми го решиш проблемот. Знаеш што? Нема јавување. Слушај, имам ја еден судски спор, ти да ми го решиш проблемот. Што ми е гајле мене за твојата иницијатива? Гаси емисијата, нема телефонов јавување и пријатно. Па луѓе мои, ако не се сплотите за ова, зашто ќе се сплотите? Ја стварно ме вадите од такт со вашата себичност. Ако не можеш, ако си стар, ако не можеш да се бориш, па иди бе, влечи се на стапот со количката и дојди кој овој човек. Не да дојдеш со твоите хартии, види, ја имам мака, сум обесправен. Не, дојди да го прашаш, што можам јас да направам за тебе? Што можам ја оваа иницијатива да се спроведе? А што значи ова ако се спроведе? Што збораме саат време? Збориме дека ќе имаме праведно судење, дека тогаш нема да имаме неправди. Па нема да ти треба ни Атанас, ни Петко, ни Станко, а немалце Јанко, за да си ја истераш правдата и корупцијата. Крај на програмата. Што треба со инкали да ви се стави у главата? Извинете што излегов од так, стварно се вложувам. Знаете што? Од утре ќе пуштам само музички спотови. Зашто да се занимавам да помогнам?
Вие чекате нешто нормално некој вас да ви помогне. Кај сте вие овдека да помогнете во цела оваа работа? Кај сте овдека? Па уште ве терам вие ама дајте му поддршка на човекот, дајте на здруженијето. Бог да чува и да брани. Не е чудо зошто сме вака како што сме. Стварно не е чудо. Извинете, ова е само за дел од граѓаните. Ова е само за дел. За никој од оние што се јавија конкретно. Едноставно, сакам да ве насочам кон што треба да биде овој разговор. 20 години ги слушам вашите судски маки, тужби и така натаму. Еве прв пат ви донесов човек кој може да ви донесе решение. Ама не само за вашиот случај, за сите случаи. Па има ли подобра работа? Ќе направиш услуга не само за себе, за децата, за внуците, за правнуците ќе направиш работа. Вие во моментот, па уште чекај да се дообјасна. Не, ќе ме слушате мене. Ќе ме слушате мене за да направиме позитивна промена. Ќе им помогнеме и на судиите, на адвокатите, ќе си помогнеме на сите. Луѓе мои, проблем оваа држава има заради корупцијата и лошите правни решенија. Кога ова ќе го надминеме, а ја барем инстинктивно чувствувам дека можеме да направиме промена, тогаш ќе немаме проблем. Многу лесно ќе збориме за ова, за случај, за било што. За бизнисот. Ја се извинувам што излегов од такта, ма искачам од кожа. Добро, говоревте тоа, мислам, али ипак треба да се направи и малце да се прегледа и законот, што е како закон, затоа што има стварно проблеми во законот. А кој е проблемот? Најчесто граѓаните кај нас, што е во здруженијето, се јавува дека имаат проблеми со извршителите. Односно, со водовод и со електричната енергија. И сега законот е многу двосмислен. Зашто е двосмислен? Затоа што во член 367 од Законот за облигациони односи фино стои дека сите сметки што се за парно, струја, вода, телефони, така натаму, што не се наплатени за една година, се застарени. Тоа го знаеме, сме го дебатирали. Тачно. Али, има нешто друго. Има и член 368. А член 368, таму, мислам дека е 5 или 6 точка, без разлика, што зборува, што вика законот, помал, пократок временски период, секој финансово побарување застарува за 10 години. И сега на луѓе, ако им останала камата од 1 денар пред 10 години, таа ќе му се појави, овој ќе го даде на извршител и ти и на после сите... тоа извршителот си прави како што прави. Кој навлегол, тука треба ние да навлеземе, кој навлегол во суштината на извршителите? Како они наплатуваат, колку наплатуваат, што наплатуваат и каде да тие пари? Сега што се појавува тоа движење, стоп за извршителите. Зашто го бараме тоа стоп за извршителите? Затоа што извршителите како извршители, они прво мора да го знаат законот, а они не го знаат законот. Мислам, не го знаат. Него они сакаат да си наплатат, едноставно кажано. И после тоа што понатака. И граѓаните, каде се сега? Нема више готово крај. Имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете. Ја поддржувам оваа иницијатива, но имам и предлог. Повелете. Предлогот е сега се избори и треба само протести пред суд, пред обвинителство, пред канцеларија на Европска Унија, зашто самата Европска Унија нас ти вели правосудството да се реши и ред други работи вамота. Само тоа иницијатива да се организираме, да искочиме баш сега кои се изборите, да искочиме маса на народ пред суд, пред обвинителство и пред канцеларија на Европска Унија. Ја мислам дека тоа е решението, пошто вие овие денови ве гледам нон-стоп, барате решение, некој барате, сите ние бараме, се извинувам, сите бараме решение, само тоа. Ништо, на телефон ништо. Вака, да ви кажам, одамна
ние како народ покажавме дека на собери не можеме да направиме освен партиски. Има и многу луѓе, трошоци од други градови. Но, да дадеме поддршка на ова, да, ако господинот Атанас, замислете, дојде, ја со овој предлог имам верификувано 10.000 подписи со бројна лична карта, матична со подписи. Тоа е здружение кое е појако од 5 помали партии кои се у моментов у парламент. Знаете како? Пиперевка ќе ви играат. И амбасадори ќе ве викаат, и меѓународни здруженија, веќе ќе станете фактор. На таков начин изгледа, ја ќе ви помогнам медиумски, само да се направи позитивна промена во општеството. До сега никој ваква позитивна, мислам дека ќе влезете во програми, партии ќе ви дадат поддршки, сите партии ќе ви дадат поддршка. Па нема да ни дадат сите партии поддршки, затоа што не за друго. Сето ова што е, секоја влада што дошла тука, прво нешто што прави, прво го паѓа судот, судството, ги паѓа јавните обвинители, после полицијата, а за другото здравје. После Катица Јанева е шанса да се променат работите на подобро. Никогаш да не се повтори. Во фокус сме на цел свет дека врвна судска инстанца, како јавен обвин, специјален јавен обвинител, бил корумпиран. Тогаш цел свет ќе мора да се заложи овде, иначе ќе не нема за година дена. Какви избори, какви бакрачи. Па јас го осеќам тоа, мислам дека да, во ред ќе дојде сега, а Франција рече не. Зашто? Затоа што некој не можеше да го прочита тоа, дека ние во парламентот стававме знаменца, европски знаменца на сите непотребни работи, ова Европа го бара, ова Европа го бара. Европа во меѓувремено им кажа јасно гласно дека средете го судот, средете ги судските проблеми. Па после можеме да разговараме ние за Европа и европското напредување. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Во моментов немаме гледач. Мислам дека... имаме, се извинувам. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Добро вечер, уште еднаш. Да, се исклучи во меѓувреме. Добро, отворени се телефоните, отворени се линиите, имаме време, ќе ве слушнеме и ви годи ли овака што ги слушате гледачите, сметате ли дека нивната поддршка може да ви биде драгоцена? Во секој време, секоја поддршка, нивна, ќе ни биде благо, мислам, ќе направат нешто за нив. Така, не за вас. Вие правите за нив. Тачно. Значи, вашата поддршка е поддршка за себе. Браво. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Повелете. Човекот го поддржаваме на секој начин. Така? Само нека каже што треба, ќе има доста луѓе што ќе го поддржиме. Човеков е албанец. Редовен мој гледач се јавува. Да. Ќе биде поддржан од сите. Ја имам 10 души од мене. Значи имаме ја многу проблеми со суд, имам проблеми со извршители. Еднаш треба да им застанеме на крај на тие извршители. Фала, пријатно, биди поздравен. Поздрав, благодарам на поддршката кај нас во здруженијето што се. Да. Пошто ние сме непартиска организација, односно не можеме да влеземе, партиите не може да влезат кај нас. Така? Буквално доаѓаат сите, без разлика, дали се македонци, албанци, турци, власти, без разлика. Секој што е со проблем доаѓал и на секого му било пружена помош. Дали конечно граѓаните сваќаат дека нема поделба македонец, албанец, ром, србин, било што? Полека, но сигурно Сите сваќаат. сваќаме дека имаме единствен проблем. Правниот систем. Ја имам документарец, дојде странска екипа, ме снима, вика што е проблемот со Македонија? Има идентитет, не викам, правниот систем. Така. Ние да имаме правен систем после све юрисдикцијата
правото кај нас не се спроведува како што треба. Имаме прекрасни суди, интелигентни, па остај ги да судат како што треба. Па они каде се злоупотребува. Примерно у Законот за кривична постапка, у член 403, вика судијата може да донесе ослободителна пресуда под број 1. Ако тоа кривично дело, по точка 1, нали? Ако тоа кривично дело ако тоа дело не е кривично дело според законот. Ако тоа дело не е кривично дело според законот. Ја ви реков, јас сум јадач на бурек. Ама вие сте многу постручен, така да терминологијата ми е малце тешко да ја следам. Што сака да каже? Што сака да каже? Дека тоа дело не е кривично дело според законот. Ако сега се поставува прашањето, ако више во кривичниот законник има член дека тоа дело е кривично дело, со овој член можемо да го стави дека не е кривично дело. Значи, членовите се во колизија во самиот закон. Има нелогичности. Па тука има нелогичности. Конечно, чим Јанко свати, сите сватиле. Јас сум последниот. Ама тука се нелогичностите. Тука се што треба да се направи, значи да се прецизира и допрецизира законот. Треба да се направи измена во судското работење, односно наместо да идеме ние во Страсбур, да го решиме проблемот овдека во род од 24 до 26 месеци. Со правосилна судска пресуда, со гласот на народот. А нема да иде така. Нема да иде така. Зашто? Затоа што секој судија што е, ќе се ја врши работата уште од основниот суд. Многу помалку проблеми ќе има, мислам, жалби ќе има во апелација, а уште помалку ќе има во врховен. Затоа што секој ќе се го брани своето парче леп. А и кој ќе искочи судија надвор, ќе искочи као судија, он е тој. Зашто ние него да му даваме имунитет, кога на парламентарците да им даваме имунитет, на судиите да им даваме парламент? Кој треба да го спроведе ова? Овие измени? Граѓаните. Тоа значи у парламент. Парламентот нема да го направи. Граѓаните. Ние мораме да се Ама како ќе направи? Значи, закон се донесува во парламент. Парламентот мора да изгласа како ние да го натераме парламентот, освен ако не лобираме кај партиите, пошто нивни луѓе ќе бидат во парламент. Тука е големиот проблем. Добро вечер за следниот гледач. Тука е проблемиот Гордиев Јазов. Ова Александар го решил со меч. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Гледам Јанко дума уште, а јас сакам да се уклучам. Ве молам, поставете прашање, повелете. Ја не поставувам прашање, јас сакам директно да се учествувам у емисијата. Во емисијата сте вклучени, зборете, ве слушаме. Господине Јанко, да ти кажам нешто. Кажете. Еве, јас со години ве пратам, дали там, дали овам, на која телевизија било. Сакам да ви кажам една работа. Фала ви за сите работи што ги работите. Не мене. И ве поздравувам и го поздравувам гостино на телевизијата, на емисијата. Арно вака, преска некој се јави, вика, што да правиме ако пратениците прават ова? Гостинот Сдружение Запри. Ние обичните луѓе, што може да направиме како и господино што ти е гостин, што може он да сторе. Ја да се жалам, мене ме апсат, мене ме тепат, мене не знам што ми прават. Арома, нема фајда од ништо од тоа. Не е така. Не е така. Не е така. Партизаните 41-а сигурно им викале други, нема фајде, кај против германци, против бугари, италијанци ке се бориш? Ама имало фајде. Фала ти што се јави. Све што треба да направиш е само да им дадеш поддршка.
Само да ти кажем нешто, ја давам поддршка на оваа емисија. И на луѓето што доаѓаат кај Јанко и како он водител му давам целосна поддршка. Фала ти многу, лека ноќ и пријатно. Поздрав. Режија, ставете, значи, Атанас Георгиевски, Сдружение Запри и ставете го нивниот телефон 078-204-285. Така да, мислам дека сме тука при крај на емисијата. Ако имаме уште некој на линија, да го чуеме и ќе завршиме јас и вие со разговор. Ова е последен или предпоследен, режијата ќе каже. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господине, ве слушаме. Јанко, се јавам од Куманова. Драга ми е оваа емисија, само сакам да напоменам да дадете на име и презиме на Атанас, на која улица и број, и дали пристапница, барање или што, за да напишеме во него што треба. Тоа е број на телефон. На него ли да се јавам директно или вие ќе напишете на слайд тука? Ќе ставиме сега, режијата моментално го пишува. Благодарам за поддршката, адреса дома да му идеме на човекот, не е тоа сепак приватноста. Едино ако сакате да му зачистите по дома, некоја невеста да му пратиме. Да се обратиме ние со писмо или преку телефон. Ке одлучи Сдруженијето, мислам дека до сега. Еве, до сега ќе одлучите како, нека ве контактираат, имајте ги во контакт и стварно би требало во секој време некоја Facebook страница каде што ќе имате директно членови, каде што ќе објавите, сега не мора страница да правите, на Facebook ви советувам, отворете фан страна, ќе ви помогнам ако треба. Таму ќе има да се пријават луѓе, ќе имате пријавница, така што да не мора да трчаат. Тоа веќе помина. Од мобилен ќе добиете директно поддршка од тој и тој со име и презиме, со слика и со тоа вие ќе можете... Тачно. Да. Тачно. Ние го работиме тоа, мислам, со години го работиме. Али чисто онака сакав едноставно да ви кажам каков е македонскиот народ, мислам, што ми се случи. Кога беше ова 2000 и ова иницијатива во 2014, мислам дека беше, тука тој период. И пошто тогаш Карпош немаше ДИК, па ја го земав као центар и кисела вода, да земам, да ги соберам оние почетните 100 подписи, кои што мора да бидат верификувани во ДИК, за дека се полноважечки. Законот е така направен, мислам, многу добро. Сега, на тоа што е, кога бе во кисела вода, да ја промовирам иницијативата, ме сретна една господја, вие сте, вика, тој што бевте на телевизија, вика. Да, викам, јас бев. Па добро, вика, рековте дека сте пензионер. Да, викам, пензионер сум. Одлично, вика. А колку ви е пензијата? Викам, колку е пензијата? Онака мислам. Што е битно? Не ми изговарајте, не ме интересира. И кажам, некоја сума, не е битно. И? Аха, а од која партија сте? Викам, видете, господја, јас викам, не, позади нас, позади оваа граѓанска иницијатива, не постои ни една партија, затоа што ова е иницијатива против партиите, фактички. Аха, значи, некој од надвор стои позади вас, што сака да ни расипе оваа убава Македонија. Значи, она било од партија. Она било од партија. Во тој момент, значи, да можеше не, да ме мамне со Чекич, мислам да ќе ме поменеше пробрзо. Али се уште ме боли за тој одговор. Режија, имаме гледач? Не, одлично. Да го завршиме разговорот. Значи, ние си имаме проблем, менталитет. Ние изгледа многу одамна сме биле аристократи. И тешко ни е, кога треба многу да работиме или да се ангажираме. Ни останало во генот. Изгледа дека Александар Македонски не направил многу богати на времето и викаш, доста е више работа, доста се мачевме у камено доба. Се шегувам. Да. Но тешки сме ние за тие работи. Сакаме некој друг. Гледате вечерва колку луѓе сакаат да им ја завршите вие работата. А ние, уствари, бараме, ја барем така почувствував,
дека ова вистински момент да луѓето се обединат. Не мора вие да сте лидер. Значи, еве ви една добра платформа каде што ќе направите буквално промена во секој сегмент. Кога ќе почнат судовите, 100% праведност нема да има. Нема никаде. Никаде. Но да имаме огромен процент, тоа ќе го почувствуваме сите. Луѓето безбедно ќе се чувствуваат, ќе влегуваат во бизниси. Зошто? Затоа што знае дека ако му се случи нешто, има систем кој ќе го заштити, кој како така се клати, ама е праведен. Дека нема некој туку така лесно да дојде до судијата. Слушај, ој му дужам 20.000 евра, еве ти тебе 3-4.000 евра да завршиме работа. Значи, судиите да бидат заштитени како бели мечки, а судиите нас како најбели мечки да не заштитат. Точно така. Само така. Не можеме да ги напаѓаме судиите и да очекуваме да не штитат. Тоа мора обострано. Ние да ги штитиме нив, за они нас да не штитат. И се што им смета, за да они работат самостојно, да они судат праведно, да им помогнеме. Каде има, многу добро сте детектирале. Не сте правник, јас сум многу благодарен и мене ми е вистинска чест и задоволство што ве запознав, затоа што 20 години слушам правни проблеми, извршители, но вие сте прв каде што има една основа. Ја ова не треба да го направам, не треба ни вие. Во години сме и јас и вие. Сега, млади момци, еве ви платформа, еве ви идеја. Вие можете да ја преземете. Ова не е нешто нечие. Ова е наше. Ова можеме да го правиме. Ја како медиум во моето знаење ќе ви дадам простор. Ќе завршам работа. Вие ако сте, не знам што, со своето знаење влезете. Правник, стручњак, судија, било кој. Мислам дека судиите би требало да ви помогнат заради нивно добро. Они би требало да помогнат, затоа што они ќе бидат заштитени од секаков вид на притисок. Кога беше иницијативата, еден господин дојде со еден пријател ШТШ и кога види иницијатива, го фати господинот едноставно за врат, дојде вамо да потпишеш. Што е? Жена ми е судика и вика 6 години нема спиено. Зашто? Судика 6 години нема спиено. Зашто? Значи она знае што направила. Знае што све се случува. И знае што и прават и како и се закануваат. Ние не треба одма само да речеме, а они се лоши. Така и знаеме дека нож под грло на дете не му става. Дека има корумпирани, има. Ама кој знае со какви уцени, па и они се согледат. Дајте да им помогнеме. Јас сум случајно дознав, една судијка е избркана од работа, а еден стар адвокат отиде и се клањаше толку, мислам, не баре кралицата ја виде. И кога се вратив назад, викам, добро, што е проблемот? Вика, ова, вика судика. Не е судика, вика, адвокатка е. Е избркана. Поради тоа што била неефективна во судот. Зашто? Затоа што она во рок од 6 месеци донесувала пресуда и за дивно чудо вика никад не се жалела. И пошто е неефективна, е избркана судија. Затоа ве разбрав, затоа што она со позитивниот пример луѓе ќе се другите. Да, буквално. Таа уравниловка се праеше и во времето на комунизмот, татко ми така пострада, затоа што беше еден од најспособните. Фирмата ОЗТ-то која го водеше беше многу успешно, почна во цела тогашна држава да се прашуваат како чистачка има толку висока плата и нормално го тргна за да го спуштат нивото. Оти народот почна да прашуваат работни, чекај, па ако они се успешни, зошто вие не работите како тој човек? Тачно. Значи, и таквите ние ги ништевме. Фала ви уште еднаш, ќе ми дојдете пак гостин, важи? Не е проблем, јас ќе ви дојдам ако евентуално. Или може некој друг од вашето здружение, уште подобро би било. Па би можел да. Правник. Али секогаш. Да. Јас како председател на здружението. Така. Морам да внимавам, значи секој памет го собирам.
секоја идеја ја прифаќам. Но, мораме ние да имаме некоја си граница и на изразување и на однесување. Тоа е во ред. И сега... Тоа е нормален бонтон. Тачно. Сега, во некој момент се појавуваат некои работи што може да ме изневери. А изневерата е многу лоша. Но, верувам дека ќе најдеме некој друг да дојде со нас, што ќе биде така заинтересиран. Затоа што во еден момент ние се собравме, бевме 7-8 здруженија на граѓани. И као, дајте да видиме што да направиме. Сега е време за трета опција. И дојде една господја, беше као нејзина иницијатива, од нас поддржана и од другите као, и она доаѓа, кажува, и на крајот више доаѓа еден господин, ја проше, века, имења и презимења не спомнувам, нели? И ја проше, добро, века, да не сакаш, века, ти да бидеш, века, председател на таа партија. И ја не издржав. Викам, не викам. Ние се договоривме, она да се изјасни и кој прв ќе се јави, тој да биде председател. Во моментов ти се јави прв, ти сакаме да бидеш председател. А зашто па ја? Браво. А зашто па ја? Браво. Што не си ќутиш? Не. Мислам, и тоа беше... Значи, одма замера на друг, ама кога се упери на него, веднаш. Тоа е малци менталитет. Ние мора да се... Македонски синдром е тоа. Да, македонски синдром. Ние ќе имавме саглам држава уште пред 1000 години, како што британците си го формираа парламентот уште 1200-300 година. Така што ние се уште имаме да растеме, ментално, духовно, сме страдале, но мора да се поддржиме. Вечерва, ако е некаков мој заклучок до вас, до вашето здружение и до гледачите. Пазете, обично во оваа емисија се перцепира националистичка, само за македонци, но се повеќе албанци се. Вечерва без збор ви се јави албанец кој вика ја 10 ќе ви донесам. Вика, ние имаме иста мака. Ја токму се обраќам на граѓани, на сите. После лесно ќе се делиме дали играме пајдушко или играме шота. Тоа во нашата култура. И двете се игри. Но дајте да... Треба да ги изиграме. Дајте простор да можеме да играме, бидејќи се немаме више каде глава да кренеме. Точно. Се, чисто онака да го извадаме. Сосема за крај. За крај. Две работи ќе ги кажам, мислам за крај. Едната работа е, дојде еден господин од Гостивар, албанец. Кај мене и вика, слушај, вика, помагај. Што е работа? Вика, останав без работа. Што можам ја? Точно. И ми вади документ. Пијамот. Пијам. Аха. Издава решение дека човекот не е способен за работа и дека треба да оди во пензија. Добро. Истото тоа решение го дава во фирмата кај што работи. Добро. Во тоа решение вика, со накнадно решение ќе ви известиме кога ќе биде пензијата. Добро. Накнадното решение, вие сте способен за работа. Од фирмата? Не од ПИОМ. Го изменува собственото решение? Тачно. И човекот останува без работа и без пензија? Нема пензија, нема работа, нема ништо. Одговорност? Никој ништо? Никој. Страшно. И втората работа? Втората работа. Да завршиме? Човекот од 90 евана у последните 10 години ги има редовно плаќано сметките. И кога извадивме картичката, јас ми даде полномошно, отидов, јас извадив картичката, негова, он има заостанат долг од 94 година. Колкава сума? Страф ми е да прашам. $1.000.000. Заостанат долг од 94 година. По кој закон тоа важи? И кој закон се применува? Они велат дека се применува закон што ако почнало тогаш судска постапка не се довршила, нема застарење. Немало. А судот како пресудува? Не пресудува. Не пресудува. Него едноставно му е прекинаа струјата и човекот од 4 април до денеска е без електрична енергија. Господине Атанас Георгиевски,
Здружение Запри, благодарам за вашето гостување. Благодарам и на вас. Во следна прилика. Верам дека во следна прилика ќе има, па можда и ќе најавиме нешто поинтересно. Можда ќе ги собереме, затоа што ние сме напатен народ. Нас не ни треба многу. Нас многу малку не треба, али ипак ни треба. Почитувани гледачи, морам да ја прекинам емисијата во интерес на времето, ова заслужува и цела ноќ да го разговараме, тоа ќе се сложам. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.